Поштовани слушатели, добар ден, спортски поздрав од студиото на Спортското радио 90,3 FM. Денови пред празници, пред Нова година, пред божикните празници, денови во кои што правиме анализа на постигнатото, на случувањата во годината која што помина и секако најава за очекувањата во годината која што доаѓа. Македонскиот фудбал нормално е дека е меѓу централните спортски манифестации овде кај нас, а кога е репрезентацијата во прашање, таа е еден вид на светост и за љубителите на фудбалот и воопшто за љубителите на спортот. По тој повод во нашето студио во овие празнични би рекол денови ќе имаме можност да поразговараме со актуелниот селектор на македонската фудбалска репрезентација, господин Благојан Милевски, со него да направиме една обсервација на случувањата во годината која ставаме зад нас и да си посакаме желби и да презентираме планови и случувања за следната 2024. Милевски, добар ден и добро дојде во студиото на Спортското радио. Добар ден и поздрав до вашите слушатели. Мене она што главно ми интересира е како Милевски оценува 2023-та на фудбалски план, гледајќи низ призма на квалификацијскиот циклус за Европското првенство во Германија и секако резултатите на репрезентацијата која што полека го добива ликот со оглед на тоа што имаш и дел проблеми со повреди, со откажување од репрезентацијата. Направивме некој стабилен костур во последниот дел од квалификацијскиот циклус, во кој што завршивме на тоа четврто место како што завршивме. Билансот веројатно ќе го прокоментираме на 2 победи, 2 ремија и 4 порази, 2 победи против последно пласираната репрезентација во групата, 2 ремија против првопласираните селекции во нашата група и за жал таа наша несрекна Украина против која некако и традицијски не ни оди кога се во квалификациите во прашање, за жал се повтори тоа и во овој квалификацијски циклус. Како селекторот го оценува настапот на нашата репрезентација во овој квалификацијски период? Во потпуно се служам со вас и со вашата констатација и вашиот осуд на овие квалификации што за европско првенство во Германија. Јас би ги поделил исто и како вас во два дела. Тие 4 направи што ги одигравме во март и во јуни. Во март мислам дека беше Малта и пријателскиот натпрев со Фарски и во јуни Украина и Англија. Од тој делумно може да бидам задоволен во мартовскиот циклус, во јунскиот никако не можам да бидам задоволен на резултатски план, поготоа што катастрофалниот резултат со Англија од 7-0 не можеме да не го спомнем, тоа секогаш ќе остане како малце не негативна, како дамка репрезентативна и моја лично пред се, но и како ни помогна да во оној вториот дел тој направ, поготово со Англија, ни помогна и како за да ги прифатиме некои актуелни случаи, актуелни работи кои ни дадоа смер, правец како би требало и да изгледаме и да функционираме понатака, што и го сторивме септември, октомври, ноември и 6 први што го одигравме. Не можеме да не бидам задоволен и резултатски и играчки, фудбалски, онака како изгледаше репрезентацијата на терен. Горчина ќе остане кај мене тој направ во Прага што го одигравме со Украина, кој го загубивме со 2-0, но не можам ама ни еден момент од тој направ да им замерам дека не го одиграли или не направили оно што се бараше од нив. Мислам на момците и на фудбалерите, затоа што можеби го одигравме најдоброт надпревар во овие квалификации, создававме безброј шанси, во најмала рака бот заслуживме, но фудбалот е таков да не секогаш подоброт или и секогаш не те носи резултат, иако ќе направиш се оно што си го замислил и оно што си го планирал, али на резултатски план нема да ти донесе бенефит, но не можам да не бидам задоволен. Да не зборам за септември, двата надпревари со Италија и со Малта.
значи после тој катастрофален направа или пораз од 7-0 со Англија, да се вратиш на тој начин против актуелниот европски шампион Италија, со тројца дебитанти во стартните 11, со доста помладен состав, и тоа ни кажува дека сме на правиот пат. Мене ме интересира дали пресвртница во овој квалификацијски циклус беше скопскиот дуел со Украина. Што се случи на полувремето? Можеби не сте зборувале досега за тоа. Искрено сакам да знам што се случи на полувремето во соблекувалната по оние 2-0 и она враќање во вториот дел. Дали многумина ќе речат тоа е нашиот македонски менталитет, ние знаеме да одиграме перфектни 45 минути и потоа одеднаш како да се променила репрезентацијата во второто полувреме и има сосем друг лик. Што се случуваше во соблекувалната по тие 2-0? Толку еуфорија имаше што потоа ни се одби тоа од глава, или едноставно украинците направија нешто на кое што ние не бевме подготвени во тоа второ полувреме? Бидејќи не знам дали ќе се сложиш со мене, мислам дека тој натпревар беше пресвртница во тој дел од квалификациите. Ако успеевме да издржиме на тој натпревар, можеби да не победиме, барем да не го загубиме тој натпревар, можевме веројатно да целиме и да направиме некакво изненадување да исчекор плюс во овој квалификацијски циклус. За жал тој натпревар не го водев, тој натпревар не бе во соблекувалната, но се тоа што се одвиваше како подготовка и за време на натпреварот беше под мои инструкции, и тоа што се случуваше на полувреме, зборам тактички план и фудбалски. Имате комуникација со вашите помошници, така да не верувам дека е менталитетот во прашање, не верувам дека сме се задоволиле со 2-0 и затоа што Украина не направи ништо за да не натера нас на било што. Да менуваме или да изгледаме поразлично. Поготово што и стартните 15 минути од второто полувреме го одигравме одлично, имавме уште две шанси да го зголемиме резултатот, но после тој примен прв гол, како се да се распадна, зборено е, гледано е, анализирано е многу пати, и мислам дека тој ментален момент на тој примењето на тој прв гол резултираше и во тој момент поготово физичката подготовка и спремност на фудбалерите, за да дојде после таа 65-та минута пат и ментален и физички поготово, што резултираше за така да заврши натпреварот. Беше ли пресуден тој меч за овие квалификации? Па како што се одвиваше текот на квалификација до самиот крај, да. Следуваше оној пораз во Англија, велат лош ден може да му се погоди на секого, и не случајно губат и најдобрите и во најдобрите лиги во светот гледаме дека се случуваат такви работи, не е нешто несекојдневно. Италија, оној последен натпревар кој игравме, исто така влеговме во добра шема од 2-0 за 2-2, па потоа и шанси кои што можевме веројатно да и да се потрудиме ако ништо повеќе, односно 3-0, 3-2, просети и така натаму. Веројатно на тие надпревари големи против такви силни противници има малку и повеќе пркос кај фудбалерите, тоа се забележува долу на теренот, а некако во дуелите добро е што научивме веројатно да играме против тие условно речено малите, и на такви надпревари гледам дека држиме константно и ја прифаќаме улогата на фаворити. Сега останува проблемот со тие репрезентации со кои веројатно сметаме дека сме егал и дека можеме да се бориме, и тука некаде ни недостасува. Таков е впечатокот мој лично, како новинарски, и од оној квалификацијски дел, односно од Лигата на нациите. Против репрезентации со кои веројатно сме на исто ниво, па доживи малку и подобро, некако како тука да каскаме, да потфрламе кога е најпотребно. Дали е тоа карактерно, дали е не можам да објаснам, но веројатно многу добар показател ќе биде следниот циклус на Лигата на нации, кој повторно ќе го почнеме од тој трет шешир. Сметаш ли дека како селектор имаме исчекор во репрезентативниот тим, гледајќи го овој состав, затоа што реков јас, оваа репрезентација имаше доста промени, и не знам ти како селектор дали веќе го имаш костурот на репрезентацијата кој што ќе истере уште еден циклус овој пат со Лигата на нации. Ja би се наведел на воведниот дел од вашето прашање или ова што го констатација дека
Да, тие Лигата на нациите што ги одигравме за ова европско првенство ни дојдоа после одиграните барачни проверки со Италија и со Португалија. Не е едноставно и ментално, и емоционално, и фудбалски да го победиш европскиот шампион, актуелен, да одиграш одличен напред против Португалија како финале за настап на едно светско првенство и после 2 месеца ти доаѓа Лига нации во периодот во јуни за 10 дена да одиграш 4 надпревари. Имавме бројни откажувања поради повреди, поради поштеда, ради истоштеност во текот на сезоната и нормално е да кога имплементирате во тимот и имате доста промени и имплементација на многу млади играчи, да дојдат да имате различен перформанс фудбалски зборам. Тие Лигата на нации да игравме со Грузија, Бугарија, Гибралтар. Со Грузија би се навратил, Грузија е репрезентација која во моментов кошта 170 и кусур милиони евра. Ние чиниме 54, мислам. Играчите на Грузија во тој момент беа во врвна надпреварска форма, во стандардни во клубовите кај што игра, во најдобри, мислам, во дел од најдобрите лиги во Европа. Ние имавме проблем и текако со минутажата, со надпреварската форма и емоционалното празне што дојде тие настапот од баражите. И згоре на тоа, ние во двата надпревари, со исклучок на 45 минути во Скопје одиграни, бевме не само со Грузија, и со Бугарија, иако со играш помалце во Скопје, на сите надпревари доминантни во сите фудбалски параметри. Сем во таа реализација. Резултатскиот дел. Да, и во домот на реализацијата. И од тука нормално да кога имате промени, кога имате смена на генерации комплетна, да има подеми падови и различни перформанси во на што го давате на самиот терен. Али последниот дел или последните 6 надпревари од квалификациите, иако тие млади играчи ги игра надпреварите од Лигата на нации во своите нозе, дел од нив настапува и во квалификација за светско првенство, каде што завршивме на второ место прв пат во историјата на македонскиот фудбал. Одиграни 2 баражи на највисоко ниво. Такви Лига нации направи, окей, горе-доле, плюс-минус добри, резултатски не, но фудбалски морате да ги поминете, тој процес, кој морате да го поминете на самиот терен, кога ќе се соочите со таков вид на противник. Од страна не можете. Иако сте посматраш, не го пројдете тој процес, така да сето тоа ни помогна како искуство да изгледаме така како што изгледавме на последните 6 надпревари во квалификациите за Европско првенство. И тоа е патокозот и ростовот 90% плюс не се повреди Зајков, правеше операција на грбот, и плюс 1-2 играчи кои се тука во тој ростер, некаде 27-8 кои треба да го понесат товарот на следните Лига нации кои ни стартува во септември. Да, веќе ќе чекаме ждрепката на стартот на новата година, па да видиме, ние повторно тргнуваме во тој С сегмент, условно речено, и кој ќе погледнете кој може да ни биде противник, повторно ќе имаме една солидна квалификацијска група со ривали кои што се тука некаде наш калибар. Ве прашав, веќе одговоривте во однос на ростерот на фудбалери 25-6 кои што ги имаме на располагање. Гледајќи го на што го имавме во овој квалификацијски циклус, каде можеби недостасува повеќе конкуренција во репрезентацијата, гледајќи по линии, во одбрана, средина, напад, со оглед на тоа што имаме фудбалери дел кои што играат низ Европа и кои што имаат навистина одлични перформанси, но во репрезентацијата се уште условно речено се недокажани. И обратно. Да, и обратно. Играат во репрезентацијата одлично, во клубовите малку стагнираат. Имаш чувство дека некаде ни е потребно некакво освежување на позициите на тимот, или имаш доволно фудбалери од кои што можеш, сега
Ние сме такво поднебје, толкава е Македонија, толкав избор на фудбалери, не можеме да измислуваме нови, но веројатно знаеш од прилика кои се нашите, можеби, ајде да ги наречам слаби страни. Ростерот не е тој. Нема да го заокружим на 30 играчи кои може да бидат конкурентни на ниво на тоа што бара едни евроквалификации или квалификации за светско првенство или овој сегмент на Лига нации. Од тоа нема бегање. Таа е реалноста. И јас сакам да имам 60 играчи кои се конкурентни на врвно ниво, кои играат во топ 5 лиги, барем 5-6 да имаме, окей, во моментов имаме еден, Столе Димитриевски и Елмас, кој не беше стандарден. Се надам дека со промената на средината ќе биде носител на игра таму и ќе го имаме уште подобра форма, иако нема ни една ни мала замерка на перформанса што го даваше за репрезентацијата, и он, и Енис Барди, кој и Алиовски, кој во клубовите Алиовски, поготово од септември, од август навака нема ни право на настап за клубот, а за репрезентацијата одигра одлични надпревари. Енис Барди исто, Елиф исто. Тие се тројца од носителите на игра кои немаат никаква минутажа или многу слаба. За надпреварска форма да не збориме, а за репрезентацијата одигра на врвно ниво. Сега имаме и играчи кои за клубовите играат добро, играат одлично, играат добро и за репрезентација, тоа што се бара од нив го пренесуваат или го реализираат на терен најдобро што можат во моментов, и се надевам дека и тие ќе се подигнат уште поише. За младите играчи не можеме да не бидам повеќе задоволен, затоа што да одиграте против репрезентации како што се Италија, Англија и Украина, иако ние жалиме за тие две надпревари против Украина во своите редови има играчи кои коштат и стотици милиони евра. Сега ние што против таков противник одигравме такви два надпревари, тоа може да не биде не еден, него 2 плюс само. И за самодовербата и уопште како генерална слика како изгледал тимот или репрезентацијата во овие квалификации. По заминувањето на Пандев имаме ли лидер во репрезентацијата или ќе се подпремена на колективот? Лидери имаме повеќе, колективот и тимот ќе биде секојаш на прво место. Тимот е тој што ги исла на површина лидерите. Во моментов едно отворено прашање околу позицијата на Адеми, ќе има ли простор да сметаме се уште на него во репрезентацијата, со оглед на тоа што забележувам дека полека се враќа и во Динамо. Помина оној период по враќањето во Кина во кој играше многу малку, веројатно тоа нас не се поклопи со репрезентативните обврски, па и го немавме и ние како што треба во репрезентацијата. Ќе го имаме ли за следниот период веќе во следниот циклус на надпревари во Лигата на нации, доаѓаат и пријателски надпревари, нели, кои што треба веќе да ги одиграме и почетокот на новата година. Каков е планот со оглед на тоа што тоа се дел од фудбалерите, ние ги имаме малку кои што се во подобрите европски клубови, но и со искуство сериозно може да допринесат за репрезентацијата во иднина. Каков е планот со Адеми? Имавте разговори, ќе продолжи со настап во репрезентацијата? Арен и како човек и како фудбалер секогаш подготвен да одговори на предизвикот што го носи репрезентативниот дрес. Го ценам, го почитам и како човек, и како професионалец, и како фудбалер, така да додека јас сум селекторот ќе добива повик, он е потребен на тимот и како човек и како фудбалер. Од новите имиња кои што дојдоа во репрезентацијата имаше неколку од помладите кои што се вклупија во репрезентацијата, почнувајќи еве и од Илјазовски, и од Лими, дел од фудбалерите кои што влегоа во тој последен циклус. Колку сте задоволен, ви изненадија ли со нешто позитивно или можеби негативно, не знам, со оглед на тоа што се уште во репрезентацијата, веројатно одговориле на тоа што го барате од нив? И Алини и Илјазовски се перфектни како личности, како фудбалери, го покажаа својот квалитет и покажаа зашто се тука. Јас само жалам што некако порано не ги откривме, а за сите останати, поготово за
Бојан Димовски, за Манев, за Никола Серафимов, за сите тие млади играчи што се веќе стандардни во репрезентацијата, може само да изразам пофални збори. 2024 е на прагот, заедно со овие новогодишни и божикни празници имаме сите наши желби кои доаѓа нова година, се нормално секој сака да исполни некаква цел во животот и во следните 365 дена. Која е главната цел на Благој Милевски? Која е главната желба за 2024-та, гледано на професионален план, зборуваме кога е фудбалот во прашање? Па добро се поправите во завршетокот на вршењето, зашто здравето ни пред се на сите нас. Желба ми е да сме сите живи и здрави, фудбалерите да не се здрави. Професионално секако така главна цел во 24-та ќе не бидат Лигата на нации. Во март имаме две контролни средби, пријателски две контролни во јуни исто така. Во преговори сме со одредени репрезентации кои котираат и како добро високо во европскиот фудбал. Така да ќе може да гледаме некој спектакл во Скопје. Па на Англија во Скопје не знам, али на гостински терен секако да. Да, значи можно е да има и некоја од оние топ 10 европски репрезентации како противник. Може би нешто јужноамериканско. Имаш и такви позиции. Се е отворено, да. Се е отворено. Во преговори сме, пак ќе кажам, во завршни преговори и за јунскиот прозорец и за март. И сега сосема на крај ќе те прашам, гледајќи го целиот квалификацијски циклус за европското првенство, 24-та ќе биде година на европското првенство во Германија. За жал ние не успеавме да бидеме меѓу тие учесници. Не ги знаеме ни комплетно сите, бидејќи во март треба да се доиграат тие бараш надпревари. Ако ги сумираме сите групи, веројатно покрај дуелите на Македонија имаше можност да погледаш и дел од она што се случуваше во другите групи. Кој според тебе во моментов е прв кандидат за титулата европски шампион? Нека биде и прогноза ова или твое лично тренерско размислување, гледајќи и квалитетите на репрезентациите кои што отидоа на завршниот собир. Има многу квалитетни репрезентации, но еве чисто и според фудбалот кој што ви играат и според играчите, кој е според вас главниот фаворит? Англија и Франција. Една од тие две селекции. Милевски, ви благодарам што одвоите време. Знам дека секогаш одговарате на нашите покани, тоа ми е особено драго, што имаме можност да си поразговараме вака на фудбалски теми, тоа што нас ни е секако во крвта, што велиме, и фудбал и спорт. И искрено ќе ви посакам и вас, и на вашето семејство, и нормално на сите репрезентативци, сите што се дел од таборот на македонската фудбалска репрезентација. Добро здравје во прв план, а потоа и секако добар професионален однос и на терените. Не чека една убава година, иако во првата половина се тоа главно контролни надпревари, како што и кажавме, веќе од септември не фаќа тој циклус на надпревари во Лигата на нации, кој што може да ни донесе повторно квалитетни ривали и добри надпревари и во Скопје и на гостински терен, а ова е година во која што веројатно ќе гледаме како ќе се избруси формата на оваа репрезентација, која е склоп на нови сили и на дел од оние веќе постарите кои што, како што кажавте вие, ја преземаат лидерската улога во репрезентацијата, во делот од оние репрезентативци кои своевремено беа и дел од таа младинска репрезентација која предводевте на Европското првенство во Полска. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето и ви посакувам се најдобро во новата година и убави и весели новогодишни божикни празници. Благодарам на вас.